Alles Gute, Dicke. Nema da se pozdruba. Po nekoliko dana će se vratiti. Do togaš, raspušti gi učenicite. A ako znam kade odiš? Zadrži ga to za sebe. Dobro. Ne se odi na takov pad so plitki čevli. Ima trnja po planinite. Kegi s menom. Učen sam jasi sa cokoli. Odobro da se pozdravim. Tetratkite se poprave. Podelim gi na 10. Si vozi se sme. Ako ova na дедо му да е. Нема некој трн, а да ги дупне двете гуми. Крши, крши. Вујко ти ги посадил. Нема да излезе некоја шарка да те касне над чизмите. Joj, ćelovi riba. Kakva sreća imam jas. Postojano muckite da im gi gledam. Tegni! Tegni, Zelenko! Će trgneš nekoj ćutu kako tebe. Nema ovde riba. Niks riba. Niks? Niks. Niks. Tamo gore. Kaj svijak, tamo im je mademot. Da, tokavi. Ja. Gud. Tamo gore. Ame tokavi. Ja. Da mi umreš ako te lažam. A daj trgni se, Zelenko, od toga me što tu... Povedi. Да, ясно. Последниот транспортен го споминава 6:20. Во ред, слушай. Како? Сигурен ли си? Не знам. Не знам дали да се радувам или да тагувам. Во ред, здраво. Ангелина! Ангелина! Тишина, деца! Ама замолчете, бре! Греота е да викам на стари години. Елате вам!
Слушайте вам. Учителов, утринава замина по некоја своја работа. Ама ќе се врати, така рече. Не доаѓајте на училиште, а дома да си учите. Еве ви тетратките што сте правеле писмена работа. Кој колку заслужил, пишано му е внатре со црвено мастило. Ајде сега полека. И од тука право дома. Ајде. Ајде право дома. Барем да го дружевме второт. И од тана уште 10 дена. Ке се врати. Не верувам. Сега сите одат некаде. Да одиме и ние. Каде? На река кај Чичко Русе, тој сака друштво. Ајде. Значи пак селидба. Ќе не чистат сите по должината на целата пруга. Ќе донесат нивни луѓе. И в град нема да не биде лошо. Обичен железничар. Ќе се пикам под вагоните за да ги закачувам. Служба, Владо. Да си го испливаме детето. Добро, добро. Само немој да му кажуваш на Ване. Да не се расплаче. Не. Кога мислат тоа да ве сменуваат? Наскоро. Ќе треба да отидам до кај бакалот. Измисли нешто да купам заради Ване. Good, Nick. Good. Yeah? Чичко Русе, Да. додовме да погледаме. А како само Тивко? Погледате оној зеленко таму, а? Аха. 2 часа седи тука, шлапа со прачката, сите риби ги избрка. Полногуевец не остави во реката. Знаете што ми предлага? Сите риби што ќе ги фатам, да ги делиме равноправно. Тоа работа. А смрдено рибче да фатам не му дам. А вие, зашто не сте на училиште? Не распусти ја. Рано е за распуст. Да не избегавте? Не, учителот го нема. Добро. Чичко Русе, Да. фати нешто? Еле тамо има 2 низи, земете ги, поделете ги. И право дома, да не ве чекаат. Добар ден. Добар ден си. Риби ве ги прати Чичко Русе. Со чорба. Да. А вие? Што учевте денес? Ништо. Не ни дојде учителот. И утре нема да дојде. Зошто? Да не е болен? Не знам, некаде отишол. Каде е тате? Канцеларија го нема. Го пратив кај бакалот да купи сол. Може не се го пратила ти, туку тој самиот отишол таму. Слушај ти, знаеш дека треба да не го пикаш тоа твое мало носенце на секаде? И дека не се става црвен пипер во секое јадење.
Каде? Ќе одам ке Мирче на нив. Добро. Ама ако копат да им помогнеш. Не се јадат ратите. Добро. Рано е, човеку. Рано е. Треба да се действува во вистинскиот момент. А јас? И ти да не чуваш звезда петокрака под перлицата. Ти ќе останеш во заднината. Но сега во градот има... Запамти го и запали го. Тој човек ти е врска. Здраво, другар. И кое име да ти го кажам сега, не ќе биде вистинското. Здраво, Игно. Здраво. Да нема нешто вересија. Да, се е платен. Ајде. Ајде, здраво. Глупам добар муштерија. Дивеле, кај газиш? Дај јас малку да покопам. Не знаеш, ти си градско дете. Како не знам? Па веќе 1 година сум тук. А колку пат досега си копа? Ниеднаш. Ете, гледаш? Ајде да ја навратиме водата да се вадат стенки. Велиш учителот пати магла, а? Да. Го чекаме да дојде. Сега сме исти. Ни ти одиш на училиште, ни јас. Сега можеме да се играме како порано. Еј, Мирче! Мирче! Водата кон врбата! Добро, тате! Ме вика тате. Ај, здраво. Здраво. Дојди пак. Ќе се јазиме по дрвјата. Добро. Спијате? Не, јас не. А и тој сигурно се преправа. Спие како јагне. Разбра ми нешто за учителот. Каде замина? Шума кај нашите. Зари тој? Кој би рекол за него? Му каже на Ване за заминувањето. Не. Кажи му ти утре. Добро. На полицата стоеше дебела книга. Се радуваше самата со себе си. Колку сум убава. Од бела хартија сум, со кожни корици. Насловите ми се испишани со златни букви. Тате, а знае ли учителот да пука? Што? Уф, ќе се истечев за малку. Слушај ти. Си стварнувал ли, а? Знаеш ли дека учителот е таму поставен да ги учи? Ме местиле на друга служба и точка. Ја знам каде е нашиот учител. Ако знаеш, тогаш кажи ни нама. Избриши го. Избриши го, ти велам. Ќе ти ги стегнам ушите како намагаре. Бриши, бриши, побрго. Ајде, остави го таму. Ангелино, порасна пилиња. Ќе ни треба уште една соба и тоа скоро.
Што е? Ја знам да чувам те. А така те сакам. Тате, Кажи. јас те чекам долу во канцеларија. Ме вика на машки разговор. Не сакам да се преселиме од тука. Ти се допаѓа, да? Многу. А ако мора да се преселиме? Не сакам. Слушај, Ана. Тоа не зависи од мене. Морам да отидам на работа. Да работам на големата железничка станица, а таму во градот ќе те чекаат старите другари Мисирко и Кане. Тие веќе пораснале, не ме познаваат. Старите другари никогаш не се забораваат. А дали ќе живееме на истата улица? На истата? И во истата куќа? Ако не се вселил некој друг. Нели во дворот имаше една цреша? Да имаш. Добро паметиш. И секој утро ќе ме праќаш да купувам леп од бакалницата на Аголот? Сам. Сам. Добро, тате. Сега ти се оди. Ми се оди. И нема да ти биде жал за станицата, за селото, за овдешните другари. Жал ми е. Ту? Јас мислев ќе се расплачеш. Само малите деца плачат. Така е, бе. Ајде, оди да си играш, ајде. Не верувам дека при толкава време може и уште да спи. Не, само мижи. Ти да не си болен, да не си болен, а? Десум. Сакам да го преспијам овој ден. Не може, имаш уште толку време за да се поздрави со другарите. Ајде, станови, треба и креветот да го кренем. Ајде, облекувај се. Облекувај се. Ајде, Ангелина, побрзо. Еве, веднаш. Раде ми се.
држи ме за раци да одиме по шината. Сама не може. Паѓа. Некој друг ден. А да се криеме во тунелот кај Инка Мижунка? Друг пат, Ленче. Знам дека денеска ти си одиш. Се селиме во градот. Ке ти биде жал? Да. Зашто најмногу? Па, за полето, за реката, за булките. А за мене и за тебе. Ленче, сакаш да трчаме по булките? Сакам. Денеска? Да. Со кој воз? Со попладневниот. Тате! Ваня денес си оди во градот. Да одам да го испратам? Нашата игра. А писмото до Ленче и Надя? Еден збор јас, еден збор ти. Еве го чуваш. Еве ти еден дел, да си го чуваш. Ќе го чувам јас. Сега што да правим? Па ќе молчи. Дојде воза, ајде да не те бара. Возот тргна. Не успеав да го земам во преградките сето она што сакав да го понесам. Булките не можев да ги видам, но знаев дека и тие остануваат за последниот вагон. Ги исправаат главите и ме поздравуваат.
и мавтав на станицата во кој застануваше возот. Сите беа исти како она, што ја остави. Кога пред нас ке се појави градот, тие за секогаш ке останат назад. Збогум, мали станици, сакав да викнам. Станицата во градот ми велеше тате, има долги и овчадок поцрнети перони. Се обидував да си ги замислам опраснати со трева и булки. Но ја знае дека на тие перони нема никогаш да излеснат булки. Сега ќе биде нашиот нов дом.